Родителите од далекоч немаат намера да ги пуштат своите деца на училиште во Коџали, дури и по цена да ја испуштат учебната година. Мештаните велат дека подготвени се да се соочат и со казни, но сметаат дека ниту една од овие опции не е решение. Туку конечно Министерството за образование и Општина Радовиш треба да поведат сметка за потребите на своите граѓани. Причината ние како јас сум главен местна заедница од село Аликоч. Сакаме одлучиме селяните оваа година да се тргнат тука на школа, бидејќи имаме у школа правено од турската страна еден обичен човек, мислам. И секој ден го патуват и 2,5 километра, дожд и снег. Има мали деца, бидејќи имаме ли тука школа, зашто да го патуват? Пред избори дојде од нашата општина Радовиш. Овека од септембр децата ваша тука ќе го тргнат за школа. Ние за това како местна заедница уидеме, договор риме, арно, ама денеска ништо не ми помогна. Школата затворена стоја, веќе у школата петата година оде. За тоа причина селените одлучи да не ги пуштат децата горната село, мислам од Коџалија. Колку деца има во селото и дали има услови овде за настава? За колку деца од прво до петто одделение? Првото бето, мислам 47-8 тука нешто. Те може да грешам за една и два деца. Имаме доволно деца, знаат, мислам, од Мистерко Петко, директоркот за таа работа, и он го дојде тука. Мислам, имаме деца, заради тоа причина не знам веќе од нина страна шо е причината. Од Општина Радовиш велат дека се чека одговор од Министерството за образование. Доколку добијат зелено светло, но и средства за отворање на нови работни места, како и за адаптација и пренамена на објектот, веднаш ќе се фатат за работа. Инаку учебната година не е започната за 50 ученици од прво до петто одделение. Меѓу нив 10 се првачиња кои требаше да го имаат првото училишно искуство.